Познатата манекенка Наоми Кембел се појави во Лондон на посебна забава за ноќите на вештерките. Популарната црна пантерка, како што и инаку е наречена, ги воодушеве сите со својот аутфит. Не е тајна дека Наоми е се уште непобедлива, а тоа често го покажува на секој настан на кој се појавува. Овој пат таа не сакаше да работи на костим за да биде непрепознатлива, но дефинитивно сакаше да биде впечатлива. Црно-бел моден аутфит во комбинација со штикли од ист дезен и луксузно кратко крзнено палто беше доволно за да доминира во Лондон. Долгите нозе на познатата манекенка повторно беа во преден план, а за промена имаше и насмевка. Многумина често коментираа дека Наоми Кембел е ледена кралица, таа ретко се насмевнува на некого и се смета за строга и не толку пријатна личност. Се чини дека сега решила да работи на тој имидж, па затоа се смееше на фотографиите. По скандалот со бугарското знаме и цеца се огласи и победникот од Звездите на Гранд Никола Станишич. Веќе и врапчињата на гранките знаат за скандалот што Цеца Рашнатовиќ ја направи на концертот во Велес. За нејзиниот непромислен потек кога пред преполна сала го бакна бугарското знаме, кое го доби од фановите од публиката, пишуваа бројни медиуми од целиот Балкан. Овој нејзин потек предизвика негодување од публиката и беше исвиркана, но и бројни реакции на социјалните мрежи. И додека многумина ја осудуваат, а други се чудат како некој како Цеца си дозволила да направи таква глупост, на социјалните мрежи се огласи и победникот на Звездите на Гранд Никола Станишич. Тој беше во тимот на Цеца кога победи во шоуто, па сега и даде подршка, но откри и кој и го дал знамето на пеачката. Имено тој во своето обраќање на Инстаграм истакна дека Цеца во Велес била изманипулирана од една нејзина верна обожавателка. Се разбудив со мисла за оние кои повеќе не се со нас, на задушница, во нивно име да ги споменеме, ама денот сакал поинаку. Жената која ми помогна да го одсонувам сонот вчера во Велес била изманипулирана и тоа од свој верен фан, девојка која доаѓа на сите нејзини концерти. Како и зошто, тоа е друго прашање. Вели Никола во пораката што ја сподели на Инстаграм, а со која предизвика бурни реакции. Оливера Николова е родена во Скопје на 11 март 1936 година. Таа била една од најзначајните македонски писателки за возрастни и за деца. Таа била една од најплодотворните, најнаградувани и најчитани македонски писателки. Таа дипломирала на филозофски факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Целиот работен век го поминала во македонската радиотелевизија, работејќи како уредник и драматург. Таа е член на Друштвото на писателите на Македонија од 63 година. Нејзин сопруг е поетот и писател Цане Андреевски. Комичарот Никола Поповиќ Ниџо ќе биде гостин со своје стендап шоу на настанот Скопје Виски Фест, кој ќе се одржува од 6 до 8 ноември во скопскиот хотел Мериот. Гостувањето на Поповиќ со шоуто Стручњак за виски е на првиот ден од фестивалот на 6 ноември. На 7 и 8 ноември од 19 часот и 30 минути ќе се одржат неколку предавања за виски и гостување на диџеј и бендови во живо. На 6 ноември ќе настапи Полина Тасева со својот бенд, на 7 бендот Саут Парк, на 8 Why Not. На 7 ноември музика ќе пушта диџеј Алек Сотиров, а на 8 ноември гостува диџеј Гест од Белград. Ова е пето издание на фестивалот кој ќе понуди повеќе изложувачи на виски од светот.